Велика Британија суспендираше околу 30 од 350 дозволи за извоз на оружје во Израел, откако правниот преглед заклучи дека постои јасен ризик дека тие би можеле да бидат искористени за извршување сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право во Газа. Премиерот Кир Стармер рече дека Велика Британија се уште го поддржува правото на Израел на самоодбрана. Во однос на дозволите, ова не е прашање на Израел. Тоа е рамка за сите дозволи што треба да се разгледуваат. Или се придружуваме до меѓународното право, или не. Имаме сила само во нашите аргументи затоа што се придружуваме до меѓународното право. Забраните за извоз вклучуваат компоненти што се користат во хеликоптери, борбени авиони и беспилотни летала. Тоа ќе има мало влијание врз операциите на израелските одбранбени сили, вели аналитичарот Јоси Мекелберг. Повеќето од оружјето и муницијата на Израел доаѓаат всушност од Соединетите Американски држави и Германија. Тоа изнесува речиси 99% од оружјето што му се доставува на Израел. Но символиката на потегот на Велика Британија е позначајна, вели Мекелберг. Суспензијата испраќа јасна порака дека можете да бидете пријател на Израел. Можете да го поддржите Израел и Велика Британија, вклучително и владеачката партија на лабористите, кои со право го поддржуваат Израел, особено по 7 октомври. Но во исто време, суштински да не се согласуваме со начинот на кој Израел ја води војната и како користи оружја. Овој потег може да има пошироки последици, вели аналитичарот Андреас Криг. Тоа покажува дека за прв пат многу близок партнер и сојузник на Израел не и верува на израелската влада кога тие велат дека ги почитуваат законите за вооружен конфликт. Другите европски земји можеби ќе сакаат сега повторно да ги разгледаат своите дозволи за извоз на оружје. Израел негира дека го прекршил меѓународното право во Газа и вели дека цели само на милитантите на Хамас, кои ги обвинува дека се кријат во училиштата и болниците и дека користат жив штит. Критичарите ги обвинуваат израелските сили за неселективни напади во конфликтот што започна откако Хамас уби 1200 луѓе во Израел на 7 октомври. Министерството за здравство управувано од Хамас вели дека повеќе од 40.000 палестинци се убиени од почетокот на израелската операција. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху го опиша потегот на Велика Британија да забрани извоз на оружје како срамен. Нетањаху се соочува со домашно противење на војната во Газа и неговиот неуспех да обезбеди ослободување на заложниците, вели аналитичарот Криг. Движењето против владата на Нетањаху сега се помалку и помалку се гледа како движење против Израел во целина или израелската јавност. Во меѓувреме, шефот за надворешна политика на Европската Унија, Жозел Борел, предложи санкционирање на двајца неименувани министри на израелската влада поради војната во Газа, поради наводно кршење на човековите права. Секоја одлука за санкции треба да биде едногласна меѓу земјите членки на Европската Унија. Борел рече дека тој праг не бил исполнет.